Хуманоста во време на пандемија е најважното мото под кое може да се водат сите. Човек на човек да помогне, значи да му се даде шанса и на оној кој што ја нема да може да добие барем еден топол оброк во текот на денот. Таква е иницијативата и на пицеријата Аквариум од Кочани, која нуди секој понеделник 2 пици и 2 пастрамалии за 3 загрозени семејства. Иницијативата ја видов на Facebook, значи од пицерија Драма од Скопје. И значи ми се види дека е добра работа, значи во оваа голема криза. Значи на секој би требало да помогне. И така ми дојде таа идеја, значи и нашата пицерија да пробаме да видиме како ќе биде и да помагаме на народот. Па за почетокот во понеделник, значи 2 пици, 2 пастрамалии ќе се даваат на 3 семејства, со тоа што значи ќе чекаме сега сабота, недела да ни се јават некои луѓе за тие семејства, за да ни кажат кои се позагрозени. Во случај ако никој не се јаве, значи сами ќе одлучиме и значи секако ќе се дадат тие на 3 семејства, значи ќе одлучиме ние на кој ќе ги дадеме. А би сакале да ни се јават да ни кажат кои би биле. Па критериуми немаме, значи оставаме на луѓето, значи сега ова е хумано и очекуваме нив исто да биде, значи да нема никаква злоупотреба, значи ви кажав ова е ептен минимално што можеме да го дадиме, разбираш, ама очекуваме значи секоја пицерија, секој ресторант и секој помалку да помогне би било ептен прекрасно. Двосмисленоста која ја нуди оваа хуманитарна акција не значи повреда на достоинството на луѓето, вели Постоловски, потенцирајќи дека искрена е намерата да им се помогне на оние на кои им е најпотребно. А за сега е Кочани и селата, значи така, значи да. Ваква иницијатива имав и на почетокот на пандемијата, значи со намалување на цените тогаш, значи од пастрамали што се 160 денара или пица 200 денара беше намалено со 150, со 120, значи се трудиме да помагаме колку можеме во ова. Не смеете да ја изгубите вербата во хуманоста. Хуманоста е океан. Ако се земат неколку капки, нема и целиот океан да биде валкан, рекол Махатма Ганди. Хуманоста ја отсликува големината на еден човек и доблеста на секој поединец.